градовите Василико и Ахтопол и много села в Странджа. И покрай трагичният край на въстанието, той ясно му покажа на целият свет, отежелбата за свобода продължава да живее в душите и сърцата на населението. Денес, чувствувайки го това голямо въстание, се поклонуваме пред безпримерният героизъм на нашите предци. Се надяваме дека нивниот подвиг ќе биде пример за сите от двете страни на границата за едно сестрано сплотување и зачувување на нашата недогодишна култура и историско наследство. Овој собир нека ни припомни колко е важно да ги възпитуваме идните генерации на патриотски дух, за да ги следат и уважуват делата на дедовците. Во тая насока БККС ќе предложи да се бори за деидеологизация на историјата и неизменно реално презентирање. Крајно левиот или крајно десниот товар може да се покаже много тежок за нас. Затоа да продолжиме да се собираме во духот на европските определби, да негуваме братство, а не омраза. Ова се моменти кои треба да ги надминеме недоразбирањата, да се дружиме и да разменуваме идеи. БККС го прави тоа со години. Повикува на заедништво, така и ќе продолжиме. Тоа е нашата идеја. Со надеж дека ќе се надминат вештачки поставените пречки кои бранат чужди интереси, со надеж дека ќе оствариме уште повеќе моменти на заедничка дружба. Ви благодарам што сте во овој момент сите тука и да повикувам следната година да се собереме во уште поголем број. Поздрави и слави Бог! И само още нещо. Съвместно честване не е честване, ако се съберат президентите или премиерите на двете държави. Съвместно честване е това тук и това днес. Това са хората от Македония и хората от България. Да живее Македония! Да живее майка България!